Ова е значи типична француска улица. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Јас го напуштам ова сместување во планинско место, многу убаво место. Баш сега разборав и со газдата, многу фин човек. Сакал и тој мотор да копва. Па се направивме нешто муабет, ми кажа и за Франција и тој самиот. Тоест прво да ви го кажам планот за денес, значи тргам од тука од Франција, одам кон градот Тулуис, кој што се наоѓа пред самиот планински венец Пиринеи, кој што сакам многу да го возам. Така да сега одам таму и подоцна започнувам со возење на Пиринеите. Иначе зборавме со него, баш рече за Франција, рече оди надолу, тука вика се збора дека источните земји, источноевропските земји одат нагоре, а дека западноевропските земји како Франција, како Шпанија одат надолу. И па му викам така испаѓа и ние така гледаме работата. И се насмее, вика тоа е, му викам јас гледаме ние по интернет што се дешава тука, му викам стварно така е, вика стварно така е. Така да, ете, може не е толку сјајна ситуацијата, сепак тоа што го гледаме по рилчињата на интернет не е може многу голема лага. Но што е тоа е? Тука иначе платив за сместување колку 25 евро, сношти јадев колбаси 2 со компири, многу убави беа колбасите, иако на прв поглед не изгледае вкусно, меѓутоа добри беа. Меѓутоа ги платив 21 евро, ама немаше други опции кај да јадам, тој ресторан имаше еден ресторан на 2 километри, слегов по овој пат буквално пешки слегував, стигам таму затворен, 2 километри пешки назад нагоре и морав да јадам, немаше друга опција, ми се јадеше и така. Иначе денеска многу сум среќен, пошто ми текна начин како да добијам повеќе на време за да имам да го истражам овој регион. Така да, но тоа ќе го дознаете малку потаму. Иначе сонцето излезе и одма најна штоплина мана, значи. А јас баш мислев ладничко свежо ќе биде овде на високо, пошто сношти кога дојдов веќе свежо беше надвор. Ама добро веќе зајдено беше сонцето. Иначе градот кај кој што одам, гледам температурата 33 степени ќе види. А гледав баш онака приморските гради како Барселона, што е во Шпанија, 23 пиши таму. И баш и новој таму го реков, вика многу ветер има во Барселона затоа. Така да, може би има врска и то. Имаше пензионери иначе со мене во хостелов, си се изнагрчија с ношти, ама не беше толку страшно како во Кападокија кога бев, се спиеше. Иначе сега фактички денес е сабота, во понеделник било одржавен празник, ми кажува во Франција, така да рече ништо нема да работи, меѓутоа аз можда во понеделникот да не сум повеќе во Франција, тука веќе да бидам влезен Шпанија, но сепак ќе видиме о том потом. Денес повторно немам возење автопати, значи ќе си возам вака планински предели, исто така немам многу за возење, некаде имам колку 200 км, мислам дека 200 и нешто, така да би требало да биде еден краток ден. Меѓутоа изминатите денови да вистина возев од сабајле до вечер, така да сега ќе ми дојде малку полагано возење. Па и сега со ова што ми текна како до поќе денови да дојдам, веќе уште подобро се погоди. Го прашав за Пиринеите дали овој период се пуштени, рече да, треба да се затворени, пошто вика Алпите се затворени многу прево на Алпите, меѓутоа на Пиринеите вика би требало да е се пуштено. И кога ќе размислите сепак има логика, Пиринеите се малку појужно во однос на Алпите, така да, а и пониски се. Би требало да биде едно интересно возење низ Пиринеите. Поминувам низ град, иначе ми текна да ви кажам, пошто Франција имаше не многу места, ама до време на време има знаци дека има контрола на брзината, односно радар. Ама сите возат над дозволеното, секаде однака брзо се вози. Ама и ограничувањата не се мали, например на места кај што Македонија ќе види на 50, ограничен овде е на 70. И го прашав, му викам, тука лево, и го прашав, му викам, има контрола на брзината, ама сите му викам и таму возат поќе од што треба. За радари вика нема, ама, тука да. Ама вика, има вика цивилни коли, полиција со цивилни коли, во возење вика те мерат колку возиш и така можат касна да ти пишат. Иначе на многу места има патот во сенка, сега не можам да ви покажам, чајте ќе застанам, нема коли. Значи, вака имат као копано и лепено му е со ова црното, или ните ги гледате црните од страна. Тие лизгат сега баш на последна кривина што беше, згазнив на него, ми подлизна озоро, свеста ми ја зеде.
некое градче тука. Зафатено изгледа, интересно градче. Имаше бутици, имаше кафичи на патот. Не ги знам името до Нова Играчинава, што ги врвам. На сегде табли има некој име, сите се на француски. Ево нешто има како пазар. Али што продават. Ме интересира дали паркинзиве ги плаќат во Франција. Табла, пошто нигде не видов за паркинг. Има паркинзи полно бележани, ама нигде табли нема. Као кај нас, например, табла има голем, пише надеже дека треба да се плати. Пише исто така и некои други информации. А овде ништо, само бележани паркинг место. Исто така многу вакви улици има каде што се обиколени со дрва буквално и се во сенка. Ја колата кај качен. Е, трет ден Франција некаде ми е, се уште немам видено куќа кај нас нормална со фасада, да речем, со сите се вака во традиционален стил. Еве, ова е првата куќа нешто така во современо. Пак тука патче со дрва прекрасни. Пак бензин, сега ќе се пробам пак овие самопослужни се. Сите што ги сретнав по пат, сите вакви беа. Вчера Франција исто не наплаќав, исто 100 евра ми зеде, ама проверив пред тој дали ако ги нема, не ги имав на апликацијата од банката, поќе тие што ми ги зеде 100 и колку евра беа. Така да се мислам дека може би прво земат 100 евра и после некако ги враќат остатокот колку што нема да туриш. Ќе пробам сега, ќе видим. Шо прави толку холод преги? Добро. Не знам, не ми се ризикува. Дори не видам дека и тие
вчерашните 100 евра не ми се вратени. За сигурно не можам да турам на ваква, ќе барам друга. Ева ми се резикла по трет пат. Полти не го прашав, тој не ми текна французинот вчера како функционират. Јас верувам дека може би ги враќа или седат на истата картичка уште парите за следен пат кога ќе турате. Ама дека мене ми е македонска картичка, да немам јас француска и сега то се мислам заради тоа да не нешто не ми ги враќа. Ајде имам сега за последна бензинска сирела. Иначе веќе некое време возам по руралниот дел на Франција и наистина интересен регион, интересен предел. Многу интересна е Франција вака надвор од градовите. Не знам зашто немам слушнато некои со мотори да дошле да возат низ Франција. Сега да душа вестина жежи сигурно, пошто иако јас да речам сум низ вакви пейсажи, пак не сум на нека голема надморска висина, така да во летовде сигурно жешко ќе биде. Веќе зажежува во малце сега што сме месец мај. Ама сепак што знам интересен регион. Денес многу слабо сообраќај ми залиците, дали дека сабота сме денес, луѓето одмарат, се негде појдени. Иначе понеделник било државен празник во Франција, фактички денес е сабота, така да може и затоа да е толку празно сите да се заминати негде. Чилис, веафјол. Така веќе сега последниот 20 км роскоп патот ќе возам. Ама иначе во глобала сегде е добар. 29% сега што возев беше бомбона. Прекрасно. Заведелјов, тука во Франција нема рамни делови, сите овие по линијата се вака, погоре долу. Кај ма кешлик? Ово. Ето е опција за кеш. Не кеш опција. Офо. Пункт. Excuse me, English? English? No. No. Okay. This is French. Oui. Oui? Okay, thank you. 1 day, 1 hour.
I don't know. Okay, but it will. It's 2 or 4 days. Окей. Thank you. Добро е. Ете, значи сепак ги враќало парите. Одлично. Значи сега утре негде и ви требало овие од вчера да ми ги врати. Ти од Италија веќе, значи официјално можам да речем дека ми ги врате. Окей, да продолжам сега. Ја заврши во него уште по локални патчиња. Се уште интересни. Лете. Чичанес. Предпоставам ова му беше направено за со според движењето. Интересен изум багами. Унгарија ковев нешто слично имаше на влезовите од селата. Така како шадите право требаше малку десно да скршните или лево, не знам кај беше. И со тоа автоматски моравте да намалите за да влезете во селото. Интересно ми е во Франција што има многу мали селца успат. Под мали мислам, значи по 10 куќи само. Ама и тие 10 куќи средени со коли паркирани, не се некој кај нас пропаднати. Обично кај нас со 10 куќи селата се пропаднати сите. И пола куќи има разрушени, да речам, не знаете. Ще малце, јас имам уште 20 км до градот Телеус. Капачката од горивото женава пред мене му е отворена. Треба да му кажам, грејата си е, ама со дете горивото до. Така да. Тоа е право за мене, нема да му кажем, ајде ве мрдајте. Градов интересен, мешавина има и во традиционален стил згради, има и модерни нешто, како ова е лево, не е нова, ама е помодерна, не е во средновечен стил. Времето е стварно жешко, ја осеќам 30 степени. Тука јас треба да дам право. Ова е значи типична француска улица. Сето на протокалово на блок боја, да речем. Ова не е едносмерно, мислев, ама не е. Многу зеленило, браво се. Много интересно со дрвата, им сенка има, им преубаво мириса. Им посвежа е тука, не е како во деловите каде што нема дрва. Еве и трамвај, вајде ли посвежа? Трамвај. Јас скоро пристигнувам. Некако настрана изгледа од градот смештајот. Иначе додека возев сега среднав е на продавници имаше Peugeot Motorcycles пишеше. Така да изгледа Peugeot прати мотори, јас не знаев до сега, прв пат слушнав сега. Резиденција Фрибаут. Таму да ми јас, одлично. Кулемис. Ајде да видиме. Рецепцион, паркинг 1, паркинг 2.
Ова е хостелот. Буквално на 31-та прв пат гледам ваков хостел. Чисто, има и две вецина. Кај се? Еве. Чисто е многу. Има и базен, работи базенот. Не знам дали да го искористам. Ќе размислувам сега. Со оглед на тоа што зместувањето ми беше надвор од градот во една како комерцијална област на градот, каде што немаше многу ни куќи за живење, нити кафичи за излегување, буквално беше салони за мебел, вулканизери и такви работи, како што впрочем и видовте пред малку, немаше многу за шетање, имаше само еден трговски центар во близина кој што го посетив и тоа беше се. Така да тука јас ќе го одјавам видеото, доколку ви се допадна притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.